Вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски оствари средба со жителите на штипската населба Тричешми. Посетата се должеше за решавање на проблемите на жителите од оваа населба. Па како дел од редовните активности на работа на владата, но и на владачката партија, денеска сум во посета на населбата Тричешми заедно со пратениците од регионот, од Свети Николе, од Пробиштип и од Штип. Имавме средба со граѓаните да поразговараме за нивните проблеми, за тоа што е она што е направено, реализирано до сега, што е она што не е реализирано, е ветено. На моје задоволство можев да видам дека поголемиот дел од работите кои што биле ветени дали од страна на владата или од страна на локалната власт се реализирани, така да немаше некои позначителни забелешки. Поразговаравме за тековната состојба во државата, едноставно упативме едно уверување дека во државата се е во ред, односно дека институциите функционираат нормално и дека за последните политички случувања граѓаните не треба да бидат загрижени, туку едноставно да имаат верба дека институциите на системот ќе се справат со оваа состојба и дека македонците, сите граѓани на Република Македонија и понатаму ќе може да живеат безбедно и да бидат задоволни од она што се случува. Премиерот Никола Груевски во текот на минатиот ден беше во посета на Кочанско-Виничкиот регион. Тој се сретна со жителите на село Бели по повод пуштањето на локалниот пат. Беше и во посета на фабриката Амфенол и присуствуваше на градежни активности како и на други настани значени за овој дел од државата. Во моментот во Амфенол се вработени 330 лица, а до крајот на овој месец ќе бидат 380, до крајот на годинава 560. Но она што е најзначено во целата оваа ситуација е што бев информиран дека Амфенол е многу задоволен од работењето во Македонија и во Кочани и дека планира да ги откупи сите 6 локации во технолошко-индустријската развојна зона Виница и да донеси 6 своји дивизии тука. Во текот на минатиот ден, министерот за здравство Никола Тодоров го посети интерното одделение на Општата болница во Кочани и се запозна со методата за ехокардиографија воведена во јануари. Целта на посетата денеска е одека промоција на една нова метода, која што е воведена во Општата болница во Кочани, која е дел од 100 методи кои што ги најавивме пред известно време со нашата програма. Тоа е методата за ехокардиографија. Оваа метода е воведена некаде во месец јануар оваа година и досега се направени околу 250, 280, ме коригира директорот, 280 прегледи. Веќе е ставена во мој термин, може да закажуваат интернисти кои што ги упатуваат оние пациенти кои што имаат потреба од ваков тип на диагностика со цел на времено откривање на кардиоваскуларни заболувања, потоа продолжување со третманот во зависност од диагнозата. Некои пациенти се и трансферирани во клиничката болница Штип за интервентна кардиологија и се стентирани. Некои дури се упатени и на кардиохирушка интервенција, што значи дека овој сегмент или оваа нова метода која што е воведена има своја добра, позитивна примена за пациентите од Кочани, но и од целиот овој регион. Исто така, сакам да напоменам дека со донесувањето на новиот закон за трансформација на работниот однос на волонтерите, ќе се изврши трансформација на 25 волонтери од волонтерски договор или договор за дело во траен работен однос. Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ по повод празникот на жената донираше храна и хигиенски пакети на 12 семејства од најранливите категории. Членовите на Унијата на жени им го честитаат празникот на сите припаднички на понижниот пол. Населбата Караорман со една цел да ги посетиме семејствата кои што се во групата на социјално ранливи категории, за да им донесеме соодветна помош во храна и хигиенски пакети. Подари цвет, разубави свет е акцијата со која 620 свеќиња во знак на 8 март, меѓународниот ден на жената, подарија основците од 6 до 9 одделение при Општинското основно училиште Ванчо Преке од Делчево. Акцијата се спроведе на градскиот пазар, а беа опфатени и локални фирми и локалната самоуправа.
Изработката цвеќиња представува традиција на училиштето Ванчо Прке веќе 4 години наназад. Цвеќињата се изработени од хартија од учениците од 6 до 9 одделение под менторство на наставничката Антонела Манева. Цвеќињата ги подаруваме за да им го честитаме утрешниот празник 8 март на сите припаднички на понежниот пол.